Почитувани граѓани на нашата земја Република Северна Македонија, на Тетово, гостива целиот Полошки регион, почитувани представници на медиумите, Владата на Република Северна Македонија вечерва во полн состав својата редовна 165-та владина седница ќе одржи во зградата на општина Тетово. Оваа втора од утврдените седници што во наредниот период еднаш месечно ќе се одржуваат во 10 различни региони во државата, токму вечерва се случува овде во Тетово, како една од поголемите општини во нашата земја. Оваа иницијатива тргнува од нашата намера да бидеме колку што е можно поблиску до граѓаните и до локалната самоуправа, за да ги слушнеме нивните приоритети, проблеми, секојдневни преокупации преку првите луѓе, градоначалничките или градоначалниците на самите општини или представниците на самите општини. На оваа седница како гости ќе чествуваат и градоначалничките и градоначалниците од овој регион, тоа се општина Тетово, градоначалничката од Јута Арифи, градоначалникот на Гостивар, секако градоначалници и представници на општините Игуновце, Врапчиште, Боговиње, Барбеница, Тејарце и Желине. Ги поканивме градоначалниците на овие општини за да ги добиеме информациите од интерес на граѓаните, од нивните заедници, од прва рака и согласно тоа да ги димензионираме нашите идни политики и одлуките за проекти кои може да се реализираат заедно со централната власт. За таа цел, во текот на денот на седниците и претходеа повеќе теренски активности на замениците председатели на владата, на министрите од владата, замениците министри и на некои од директорите на јавните претпријатија и на акционерските друштва во собственост на државата. Дозволете ми да споменам само неколку од повеќето од овие активности на терен. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска поседи една мала компанија овде во Тетово, која својата дејност ја започна благодарение на мерката за самовработување преку оперативната програма за вработување која во буџетот оваа година изнесуваше рекордни 1,1 милиарди денари. Денеска владата го утврди буџетот за 2020 година и оваа мерка има зголемени дополнителни средства. Ги охрабрувам граѓаните да го следат добриот пример на малото предпријатие пекарата Ремини, која започна бизнис со подршка токму на оваа програма. Министерот за здравство Венко Филипче ја посети општата болница во Тетово и го информираше раководството за предстојните набавки за нова современа опрема, која на граѓаните од градот и од регионот ќе им овозможи соодветна диагностика и терапија. Заменик председателот на владата Бујар Османи и министерот за економија Крешник Бехтеши извршија увид во реконструкцијата на транзитната делница низ Тетово до регионалниот пат Тетово-Јажинци. Изградбата на гасоводот на делницата Скопје-Тетово-Гостивар во должина од 76 км е во полнек и целосно ќе биде изградена и завршена 2020 година, односно следната година. Со овој проект вреден 29 милиони евра ќе го доведеме гасот до граѓаните и компаниите во Гостивар, Тетово и целиот овој регион, што значително ќе влијае на намалувањето на трошоците на бизнисот и домаќинствата. Но секако, гасот, заедно со другите мерки, се едни од мерките за намалување на загадениот воздух, како што се субвенциите за клима инверторите, програмата за субвенционирање на филтри за почистување на штетните емисии за гасови кај малите и средните компании, сите филтри кои што ги даваме во градинките, во училиштата и повеќе други, се секако само заедно дел од нашиот придонес за решавање на оваа прашање. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку министерот Трајан Димковски беше во посета на локацијата и направи увид во градежните работи на системот за наводнување Раве-Речица како проект од витално значење за зголемување на наводнувањето на земјоделските површини токму во овој поголем регион од нашата земја. Вчера министерот за економија Бехтеши и директорот на електрани на Северна Македонија ја разгледаа физибилити студијата за Попова шапка и наскоро ќе се креираат најисплатливите, најодржливите решенија за создавање современ скијачки центар кој ќе влијае за развојот на општина Тетово, на Полошкиот регион и на целата држава. Таа документација веќе ја добивме, следува постапката на избор на концесионер, приватен партнер, за да го развиваме туризмот во целиот овој регион. Сакам да се заблагодарам, да ве поканам вас медиумите на нашата седница, на самото отварање, да го проследете како ќе започне одржувањето на 165-та седница, но секако да заблагодарам и на општина Тетово, на расположливите ресурси на општината кои што ни ги даде, да токму оваа 165-та владина седница ја одржиме овде во Тетово. Благодарам.